Со влегувањето во можната фаза на расплет на нашата актуелна политичка криза, се потешко е да се анализираат работите, делумно поради комплексноста, но во поголем дел поради дневните промени на ставовите. Актуелните случувања во државата станаа секојдневие на граѓаните и честат има за дилеми. Кој е мислењето на граѓаните за актуелната политичка ситуација во државата? Дали треба да се одржат избори на 5 јуни? Канал Плюс меѓу граѓаните на Штип. Дали треба изборите да се одржат на 5 јуни? Да, па мислам дека би требало под еден човек да има кочка у Македонија, тоа не би требало да се деси. А вака на 5 јуни е најнормално. Од се одложија на 24 на 5 би требало да се одржат избори. Затоа што треба, мора да има избори, не може вака. Треба се одржат, не може да се зачекува, не може да се да го лечуват. Тоа треба да биде како што треба да биде. И сега не може сега, и партија си и партија, вај опозиција, мора да се најде решение. Па ако е се спрема првенскиот договор, ја мислам, а ако не е спрема договорот, тогаш не може да се одржат. Сликата станува се полоша во делот на искажувањето на револтот од страна на граѓаните. Се поставува прашањето колку разните револуции по урбаните средини на кои сме сведоци во последно време се во функција на стабилизација на вкупната состојба во државата. Во меѓувреме револтот се лепи по фасадите и на други јавни места каде што не име местото. Ружно, неубаво, неукусно. Ја не гледам шанса што може да се поправи со тоа. Тоа е до воспитање или до што не знам. Па може решение да се најде свеста кај луѓето каде се. Да не шара, да не шкада такви арогантни работи. Како ќе се одвиваат работите во нашата држава, останува да видиме по одржувањето на изборите, бидејќи тоа е единственото решение да се заврши политичката криза, велат дел од граѓаните.